Леле, мислам дека последните пари си ги дадовме. За да отидеме на презентација и викам, ако овој пат не одбијат, не знам што да мислам за себе. Не ни ја дадо информацијата на лице место, се вратив од Малпенса ни беше летот, се сеќавам. Толку некако бевме искршени, изморени. Мислам барем дека мене ме обзема некој скептицизам и баш Кристовал се јави цеото на компанијата и рече одлучивме. Се сеќавам точно зборовите што ги кажа, одлучивме овој пат да инвестираме во вас. Направете ја вашата држава горда на вас и направете на нас горди што инвестираме во вас. Многу пати не одбија. Јас побарав фидбек. Зашто не одбија и зашто не примија? Не одбиле заради тоа што изгледаме како и сите други стартапи, ентузијасти и предприемачи. Континуирано ги прашуваме луѓето што го врти светот. Добиваме најразлични одговори. Технологијата, податоците, креативноста, што се не. Меѓутоа, кога зборуваме за дигиталниот свет, во моментов има две главни бас теми покрај вештачката интелигенција. Тоа се криптовалутите, дигиталните пари од секој вид, и регулирани и нерегулирани, а другата тема веројатно би биле податоците, особено оние лични податоци над кои често мислиме дека имаме собственост, ама дали е тоа навистина така, не би рекле. Баравме некој кој има бизнис модел кој што ги опфаќа двете. И дигиталните пари, и криптовалутите, меѓутоа и личните податоци. И најдовме таков. Со нас денеска е човек чиј што веќе успешен бизнис е во овие области. Тоа е Зоран Настески. Здраво. Здраво. Зоран, ајде, што го врти светот да почнеме, како што и обично почнуваме? Мислам дека светот го вртат, не би рекол храбри луѓе кои се осмелуваат. Иако малце звучи клише, ама конкретно луѓе кои се осмелуваат, барем нешто малце да сменат. За момент си помислив дека ќе речеш чудни шлепери, ама добре. Добре, добар одговор. Сега последен, јас ќе почнам од крајот. Последен клиент ви е Кока-Кола, односно групацијата на Кока-Кола која што ги произведува и ги полни шишињата. Раскажи ми малку за тоа како стигнавте до Кока-Кола. Зборуваме за македонски стартап или стартап основан од македонец, ајде. Бев на состанок во Полска со клиент, добив мејл дека Coca-Cola HBC го организираат нивниот годишен самит во Романија. На истиот ќе има шанса 10 стартапи да се појават, додека мислам дури го состанокот го прекинавме. За кратко време аплицирав на истиот, пуштив податоци од компанијата што правиме. Многу брзо ни одговорија, се качив на авион, за малце ќе го пропуштев летот, стигнав. Среќа не го пропушти. Да, и бев победник на настанот со презентирање на солуција конкретно за Coca-Cola. Значи целосно компетитивно добивање, нема у нас знаев еден од таму. Од почеток до крај. Да. Со надпревар меѓу 10 топ 10 стартапи во ЦЕ регионот беше, каде што бевме и ние. И од тие топ 10 ние бевме избрани како стартап што може да даде најмногу вредност за Coca-Cola HBC. Значи може и без врски. Точно така. Добре. Добре, тоа дава некоја надеж. И сега многу е интересно дека стартапи како вашиот, кои што долго време бараат финансирање и имаат и обезбедено, често се вели дека имаат некогаш потреба да направат elevator pitch или пичирање, презентација на бизнисот во лифт, во 30 до 40 секунди максимум се добива во тој лифт, нели, простор со потенцијален инвеститор. Можеш ли на позадинска музика од лифт да ни направиш еден elevator pitch на бизнисот, за да и оние кои што не слушнат, сватат во што Coca-Cola вложија последно? Ние како потрошувачи најголемиот дел од конекциите со бизнисите и брендовите ги правиме на Facebook и преку Google. Тоа зашто не сме свесни е дека овие платформи кои што се централизирани ги прибираат нашите податоци и ги продаваат во форма на импресии према бизнисите, без да знаеме. Со тоа што
кога гледаме кај бизнисите, прашањето е зашто толку пари инвестираат само за да продадат импресии. А тоа што ние го нудиме на бизнисите и на потрошувачите, без да постои тој централен систем каде што се прибираат податоците и нели во многу случаеви се злоупотребуваат, ние можеме да направиме директна конекција помеѓу бизниси и потрошувачи и тие пари што се трошат во импресии како профит за големите платформи, можеме да ги конвертираме на некој начин кешбек, односно награда за потрошувачот. Ова беше, мислам дека и помалку од 30 секунди, ама мислам дека сите разбра, веќе сите користиме кешбек на еден или друг начин. Точно. Дали она со картичките, кога повеќе купуваш со картичка, па одиш после тоа си купуваш нешто со поените што си ги добил или со паричките што си ги добил. Во вашиот случај се работи за новчаничиња каде што јас ако купувам, користам ета, не знам, најразлични пијалоци или што и да е. Тие ги добиваат моите податоци, а јас си добивам нешто за возврат во тоа новчаниче, некаков тип на паричка или? Да, не ги добиваат податоците. Точно и со картичките беше така. Се наметна некој модел на размислување дека треба јас да, мислам и така беше формирана структурата на еве да речеме Web 2.0, твоите податоци за јас да те наградам некако, односно твоите податоци на платформите за да можеш да се споиш со другарите. Исто и со картичките, лојалните картички бараат твои податоци за да можеш да се поврзеш. Во овој случај ние правиме поврзување без да ги дадеш личните податоци. Какви податоци давам? Како трошам? Како... Точно така, значи специфични податоци, она што би требало да се пренасочат и ритейлерите и брендовите да не бараат лични податоци, него да бараат начин да дојдат до тоа што го интересира потрошувачот. Значи, во кое време купува, што купува, како купува, без лични податоци. И тука треба контролата на личните податоци да му припадне на потрошувачот да биде 100% сигурен, а од другата страна бизнисот треба да ги добие податоците што му требаат за да биде по конкурентен на некој начин. Се има две идеологии како тоа ќе се случи. Едната е сами потрошувачите ќе си ги побараат своите податоци, другата е одредени држави ќе го регулираат тоа и нема да има опција да ги добиете податоците без при тоа да знаат потрошувачите за тоа. И може третата е дека ќе остане онака како што е, затоа вашиот бизнис влегува во една група на така наречени ризични бизниси. Е интересно за барање на финансирање, затоа што сигурна сум дека многу пати сте биле одбиени. Како изгледа тоа и дали воопшто си бил некогаш одбиен кога си барал финансирање за ова? Повеќе пати од колку што можам да се сетам. Во процесот на барање на поддршка, во процесот на развивање на компанијата, премногу лично неколку од тие одбивања лично ги сваќавме. Односно зашто баш нас не одбиваат толку ли, мислам како и секој во светот, таа е нормална реакција. Идејата ни е супер. Да, и колку сме паметни, нели, како нас не одбија, колку нели не сака светот, не сакаат. Ние тоа што научивме, јас конкретно во тој дел е дека тоа е процес. Процес на учење, процес на пробување и неуспех и подобрување. Мислам дека и дури ако ги погледнете голем дел од тие тек стартапи што тргнале по патот на venture capital, морам да го кажам, не знам како на друг начин да го кажам, по патот на venture capital е самото барање пари е многу голема и многу сериозна работа, односно може да одземе 80% од времето на претприемачот, така да не е лично, е процес, е постапка, е нешто што може да се научи и е нешто што може да донесе многу бенефит. Интересно ми е дека си почнал да уствари да ги гледаш бенефитите што ги дава одбивањето. Имаш некој концепт што правиш после одбивање? Како учиш од одбивање? Тоа што премногу пати бевме одбиени, на почетокот не ни запишувавме лично кој ќе го сватиш нештото, во глава се заглаваш, сикаш еј, зашто не сакаат нас. Во понатамошна фаза научивме дека е, како што кажав, процес и поставивме точна структура. Секогаш прашуваме за фидбек, зашто баш не ви се допадна. Заради тоа што кога ќе ги раздвоиш работите, можеш да научиш дали е нешто до производот, дали е нешто до тимот, дали е нешто до
можеби е сосема трето, не припаѓаме во тој круг, односно во тој диапазон на бизниси каде што они би можеле да инвестираат и да не поддржат. Многу пати од venture capitals не можат и да ти помогнат, не е само парите што ви даваат, иако многу од предприемачите мислат дека се само парите во прашање, инвеститорите викаат дека ако јас инвестирам пола милион, ми треба уште пола милион во знаење да дадам во тој стартап. Ако не те разбира како бизнис и ако не може да ти помогне со клиенти и со било што, не ни инвестира во тебе. Во тој случај не си ти, него е самите себе не може да ти помогнат. Така да процесот Не е да до тебе, до мене некогаш. Процесот е да научиш, да бараш фидбек, да поставиш бакш буквално процес овој инвеститор тогаш ми кажал, толку ми кажал, повторно да се вратиш на истиот ако е до тебе да го поправиш како дел од апликацијата или како дел од софтверот. И мислам дека е многу битно доколку станува збор за прибирање пари кај стартапи. Ама, во вашава ситуација има среќен крај, затоа што успевате да добиете финансирање од стартап Wise Guys, кои што се едни од најголемите или најпопуларните акцелератори и фондови, кои што финансираат бизниси на почетна фаза. И мислам дека сте први од Македонија кои што успеваат во тоа. Добре, ќе кажев поправиме ако грешам. Како се случи тоа? Веднаш кога отидовте падна во несвест од идејата? Да, точно така, во ризичниот дел на стартапи, во ризичниот дел на стартап инвестираат во многу првична фаза помеѓу идеја и продукт. Ние бевме 2 или 3 пати одбиени од стартап Wise Guys и не во денешно време кога збориме, мислам во денешно време, ова се случувало пред 4 години, кога збориме за одбивање, да размислуваме на имејл. Ние буквално, јас се качував на авион, одев во Талин ќе презентирам, ќе разговарам и во Талин ја добивам веста дека не сме примени. И насад се рекеш многу тажен. И тоа било 3 пати, не било еднаш 2 пати, било 3 пати. И си жалиш таму малку тука. Малце во депресија, малце ќе се прошеташ у Талин, ќе разгледаш. Последниот пат тоа дури може да е подобро отколку во соба да си сам затворен и Па да бидам искрен, да, барем поевтино е барем вака. Ќе речеш го видов градот. Вака е поевтино, ама така, леле, мислам дека последните пари си ги дадовме. За да отидеме на презентација и викам, ако овој пат не одбијат, не знам што да мислам за себе. Исто ви рекоа кога ме прифатија. Не ни ја дадо информацијата на лице место, се вратив, од Малпенса ни беше летот, се сеќавам. Толку некако бевме искршени, изморени. Мислам барем дека мене ме обзема некој скептицизам и баш Кристовал се јави цеото на компанијата и рече, одлучивме, се сеќавам точно зборовите што ги кажа, одлучивме овој пат да инвестираме во вас. Направете вашата држава горда на вас и направете на нас горди што инвестираме во вас. И многу ми значеше тоа. Али во секој случај многу пати не одбија. Одговорот нивни, јас побарав фидбек. Зашто не одбија и зашто не примија? Не одбиле заради тоа што изгледаме како и сите други стартапи, ентузијасти и предприемачи. Тоа што се појавуваме 3 пати веќе не изгледаме како другите предприемачи и стартапи, односно упорноста покажува дека станува збор за луѓе кои кога ќе тргнат работите наопаку нема да се откажат и ќе продолжат да работат. И тоа се исплатало затоа што денеска доаѓате до 10 пати поголема инвестиција од страна на инвеститори кај вас, па кога зборувавме последниот пат, кажа дека многу размислувате дали да прифатите други инвестиции, зависно од тоа колкав удел бараат тие во бизнисот, затоа што сега веќе сте веројатно на некоја финансиска сигурност дека може да размислувате дали ви се исплати да ги примите тие финанси, колку и да изгледа некогаш убаво. Да, во 2 пати одбивме по 1 милион инвестиција, мислам дека секој предприемач треба длабоко да се запраша дали треба да тргне по патот на venture capital. Не е само да се приверат парите, станува збор за партнерство, има некоја култура на Балканот, трчање само по пари, а во случајот на venture capital, мислам,
тие се кеш burn, односно го гориш кешот за развој за да бидеш конкурентен на пазар. Треба да се внимава од кого се земаат пари, треба да се внимава да се знае точно што ќе се прави со парите. Мислам дека предприемачите што водат стартапи треба сериозно да се едуцираат на темата на venture capital заради тоа што не е едноставна игра и дури кога станува збор за успех, не е така како што изгледаат работите кога се Не работи ги со туѓи ставате пари. вие парите веројатно во джеп, тоа се пари кои што ќе се потрошат ако предвиделе Точно да ви така. ги дадат. Болките како предприемач се многу големи кога немаш капитал. Пропаѓа фирмата, треба луѓе да отпушташ од работа, производот се чувствуваш, уште малце, уште неколку штрафчиња и ќе проработи. И се чувствуваш дека парите ќе го решат проблемот, ама мислам дека многу внимателно треба со venture capital. Има неколку книги што треба да се прочитаат пред да се влезе во таа. Еве јас дури Да му лани препорачај неколку. Да, Venture Deals мислам дека се викаше едната, а другата последно сега што ја читаме Lost and Founder. Станува збор за стартап кој исто така прибрал доста пари, 40 милиони годишно прави, али не е нели во милиардите, каде што многу сака да влезат. Станува профитен стартап што не е многу бенефит за venture capital, односно ни бараат поврат на инвестиција. Многу сериозно треба да се праша предприемачот дали е ова $1 billion, односно 1 милиарда бизнис, дали мојов бизнис може да обслужи толку голема маса на бизнис и луѓе за да прави поврат на 1 милиарда, или дали ќе станам нели publicly trade, односно како беше кај нас? На берза дали На берза, ќе да, на берза беше ги заборев. Јавно предпријатие не. Како се каже? Не можам да се сетам. Да, Па не, јас не можам сега да се сетам. ДОО е друштво Да. со ограничена одговорност. Акционерско друштво. Акционерско друштво, точно така. Значи, дали ќе стануваш акционерско друштво, па на која берза, сега има многу берзи, тоа е патот. Сега кај нас, нели, пак не е дефиниран, мислам, не сум сигурен, да не шпекулирам, ама мислам дека нема конкретен venture capital, кој што ги бутка македонските бизниси додат на македонска берза за да има поврат на инвестиција. Има некои веројатно обиди, меѓутоа не сум сигурна, ниту јас не сум слушнала дека многу се добива. Да. Главното финансирање кај еве оние бизниси кои што беа тука кога добиваат наши пари, тоа е од Фондот за иновации и технолошки развој, како што и вие сте меѓу тие кои што нели биле финансирани во одредена фаза на тој начин. Сакав да те прашам, да те вратам можеби на почеток за бизнисот кој што си го почнал пред овој. Интересно беше дека си сакал да отвориш бизнис со кој што ќе праќаш млади да одат да работат во Да, Америка, точно. на Work and Travel, и што се случи со тоа? Јас се вратив од Work and Travel, за мене Work and Travel беше едно многу големо искуство и бев многу фасциниран од тоа колку можеш да научиш од таа култура на патување и точно тоа сакав да го давам како вредност. Го знаев процесот, мојот ментор баш во тоа време, како што кажав, ме мотивираше, треба да направиш нешто свое. Знам дека имаше државни кредити во 2013-12 година, аплицираш и тие после ги враќаш, нели на 4 рати се враќа. Го добивме кредитот, ја отворивме фирмата и баш тогаш Америка донесе одлука да се намали цело тоа. Многу македонци одеа во тој период. Јас парите ги потрошив за канцеларија, за простори, за опрема и за све и Кога дојде време да се вратат? да, мислам дека вака бев у канцеларија, буквално седев само во канцеларија. Не знам што размислав, немав идеја. Потрошени пари, опремена канцеларија и се борев, се сеќавам дека се борев. А дел од луѓето со кои што заедно сте се бореле тогаш сега се успешни и ти си исто така што ете сте извлекле можеби нешто од таа. Да, многу интересен тим беше и тогаш кога почнувавме со тие, се сеќавам и на првиот дуќан беше отворен. Многу од луѓето со кои што работев во оваа фаза на креирање на првично мали бизниси, после тоа беше нели дигитални технологии од каде што доаѓа мојот бекграунд. Мислам дека многу од луѓето беа ултра интелигентни и знам дека многу од нив имаат прилично сериозна кариера изградена во Македонија и надвор.
Така се слагам дека сепак некои такви болки некогаш мора да се поминат, ама добро е што сега може да се прават со помал ризик отколку што тоа било порано, затоа што сега за еден прототип во дигитален производ кога зборуваме, ти е потребна фигма и можеш да го направиш. Потоа многу е полесно да стигнеш до некакви потрошувачи први да видиш да тестираш, за разлика од времиња кога многу големи средства предприемачите тогаш не губеле затоа што само сакале да се обидат, а секако помага и тоа што има повеќе капитал да се подели. Ќе продолжам на темата со која што вие работите и мене ми е интересна, ги спомнавме податоците, ама ми кажа дека користите во делот на wallet-сото на како практично се исплаќаат луѓето кои што ги даваат своите податоци, користите криптовалути или некакви токени дигитални кои што потоа може тие да ги разменат во пари, производи и ред други работи. Беше веројатно поради тоа и на еден сериозен форум, финтек форум во Милано како говорник. Па што мислиш во која насока ќе се движат парите во иднина? Дигиталните пари очигледно почнуваат да победуваат, меѓутоа дали тие дигитални пари ќе бидат овие регулираните или овие помалку регулираните според тебе? Ќе се регулираат сите пари на еден или на друг начин, и дигиталните и криптовалутите ќе се регулираат. Ние каде влегуваме една од најмногу каде што се креираат вредности и каде што нели банкарскиот систем е сериозно наместен е делот на баш ќе кажам трговија малопродажба, односно ритейл. Каде што секоја трансакција, мислам во еден кам да влезете денеска колку луѓе ќе поминат и ќе удрат со картичките, тоа се све трансакции. Пак ќе кажам, има многу вредности за тие трговци кога тие потрошувачи се лојални, кога тие потрошувачи се враќаат назад. Сега баш чисто кам го земам како пример, ама нели они не работат многу лојалти, друга вредност даваат. И останатите маркети речи Да, сите имаат Tinex некоја има, програма, да, Tinex, Ramstore, веро. Кешбекот е еден начин за зголемување на лојалти. И кешбекот е односно кешбекот е едно нешто што може да се креира во дигитален асет. Тој дел на лојалти ќе се менува, нема да биде со дигитални и со лични податоци. Мислам ќе биде дигитално, ама нема да биде со личните податоци на потрошувачи. Така да што ќе му е баш моето име и презиме да Точно го знам. така. И самиот кешбек нели е многу old fashion, старомоден, не многу атрактивен за модерниве потрошувачи, да речеме. Пак морам сега да користам локални Tinex points, ми важат само за Tinex. Тоа што може да го дозволи нели блокчейн светот, токените, каде што оди криптовалутите, дозволува да можам да ги споделувам тие мои лојални поени, да можам да ги разменувам за други валути, да можам да тргувам со нив. Практично да можам да земам поени од Tinex да си ги потрошам на патики. Така, моје лојалти е. Да, ама нели е тоа пари? Точно така, ако сум награден, по мене и предпоставувам тоа барање треба да дојде од потрошувачите. Како ќе ги трошат тие награди? Така, моето, ако јас веќе го давам, ја давам мојата лојалност, тогаш треба да имам право на барање на нешто повеќе, односно сега ритейл местото во други држави издаваат и Mastercard, да бидам искрен. Да. Али пак мислам дека ќе оди накај блокчейн, заради личните податоци, пак ќе оди накај тие дигитални асети, креирање, поврзување на Добро, ама во случај потрошувачи. вие сте веројатно или дел од овие платформи ќе бидат директно врзани со некоја регулирана валута, со Точно денар, со долар, ќе ти се вратат средствата, па ќе можеш за 5000 денари да купиш патики така натаму. Точно така. Додека моето прашање е повеќе во насока што се случува со биткоин, со етериум, колку се тие безбедни за инвестирање и за бизнисите и за луѓето, затоа што многу флуктуираат. Иако она ќе зборуваме после за тоа како растат и дали растат, ама доста имаат онака движење нагоре и надолу. Па и како и сите валути во светот. Секогаш и Малку на повеќе. пошетоците
нели има осцилации поголеми во зависност од економијата на државата, па тоа нели се нивелирало во содружништво на државите. Самите криптовалути се на почетокот. Но нормално и тие има многу влијанија врз истите технологии. Јас конкретно мислам дека Етериум биткоин е лимитиран, ќе остане како вредност, ќе се зголеми многу, мојата претпоставка, но ќе дојде до некој плафон каде што нели тој е лимитиран на 21 милион, не може повеќе од тоа да иде. Со таква замисла бил креиран. Мислам дека е најбезбеден како инфраструктура и како со каква идеја е направен, али Етериум е поризичен, ама има многу поголема шанса да биде поголема економија за светот. Односно, самиот Етериум и самата Етериум мрежа дозволува на вакви стартапи, и ние сме на Етериум, им дозволува на вакви стартапи да креираат вредности каде што нели самите потрошувачи, самите луѓе, нели златото и парите се креирани од луѓето. Се само некој мерна единица. Ние им даваме вредност. Да, Така, тоа е факт. Народот му дава вредности на Етериум, народот му дава вредности на биткоин. Само треба нели некои мерки на стабилизација, безбедност, што повеќе трговија, Со тоа ќе тоа се што добро. веројатно треба да се каже дека во моментот кога ќе имаме регулација, безбедност и слично, тие флуктуации нема да се толку големи, Точно па ако така. не можете премногу да изгубите, како што е случајот со доларот, денарот или некоја друга валута, која што е регулирана, во тој момент нема да можете толку многу ни да добиете. Со све е така, и на берза да ги погледнеме, и на S&P 500 на сите да погледнеме, сек да има некој хајп, се влегува народот во тоа, го прави хајпот, тој се крши и после се нормализира. Истото се случи и со биткоин. Не е конкретно по мене, не е конкретно врзано за криптовалути, него е врзано за психологијата на луѓето. Нешто ново доаѓа, луѓето се возбудуваат, влегуваат масивно во тоа. Тоа се крши заради тоа што не било, нели, е нешто ново и после се нормализира. Мислам дека влегуваме во фаза на нормализација. Ајде ќе остане да Не за во видиме. Македонија глобално. Иако ги гледавме баш некои десетина години и земавме, ако си купил пред 10 години, дали денеска ќе ти се исплати, веројатно да, ако не си ги вадел во меѓувреме, па тука сите тие падови да ти се случуваат проблеми при секој пат. Меѓутоа, од друга страна треба многу да се размислува кога се влегува во таква инвестиција и мислам дека е важно да се каже дека не треба да се игра како на берза и слично со пари кои што не можете да ги изгубите. Многу често кај нас, бидејќи не сме нешто богата држава, луѓето знаат да си вложат огромни средства кои што не може да си дозволат да ги изгубат затоа што им се потребни за стан, за кола и тука веќе ја преминуваме на граница на коцка и моментот на тоа што нели нема ништо физичко врзано за тоа, па единствено од што зависи е како луѓето ќе му дадат вредност во даден момент кога немате регулатори, луѓето сами си го регулираат. Да. Движењето. Веројатно треба да се размислува, многу е тема која што е континуирано актуелна, многу луѓе ја разбираат или не ја разбираат, а сепак се одлучуваат да вложуваат во такво нешто во надеж дека брзо ќе се збогатат. Некои се збогатиле, некои не баш. Точно така. Како и нели со сите ретработи што многу се кренале, некои ќе излезат на време, некои не. Али пак ја кажем, регулативата е секогаш неколку чекори поназад, односно таа чека да се случи нешто за да се скрши, па после да влезе со регулација. Верувам конкретно и према криптосветот има и одредени, сега да не биде теорија на заговора, ама има и одредени војни од одредени индустрии каде што нели не е во интерес. Едно време се сметаше дека банките немаат интерес, не сметам дека е така, мислам дека банките имаат интерес во блокчейн и во крипто и они ќе застанат во делот на трансакции. Али државите се назад, ќе најдат начин. Криптото е по мене ќе бидат тие светски валути каде што нема да зависи од грешките на државите во принтење пари, него ќе си има своја стабилност од некоја поинтернационална економија. Не сум експерт на темата, не можам да кажам многу, али точно така, не се ставаат, во ништо не се ставаат парите сите на едно место. Конкретно не се инвестира. Парам еден Роберт Киосаки, додека бев млад го читав, многу едноставно ги објаснува тие работи.
нели малце дисперзија, другите пари ги чуваш само со 30% се работи на тие точки. Мислам, колку е да е хајп на тоа нешто, мора да си ги контролираш емоциите. И други ден денес не советувам никој да си ги стави парите во крипто и да чека дека ќе се збогати. Имаше тука еден гостин кој што убаво го објасни тоа дека речиси на секоја економска школа, без разлика дали е тоа нешто што ќе го прочитаме или ќе одиме на факултет, меѓутоа економистите се сложуваат околу тоа дека не треба сите јајца во една кошничка да се чуваат кога зборуваат за пари, дека е најдобро нели да си имаш безбедност од повеќе места, па шансите дека баш се ќе пропадне во даден момент се далеку помали. И интересно ми е дека сите некако се враќаат на таа поента без разлика дали се застапници за една, друга, трета теорија кога се во прашање инвестициите во блокчейн, инвестициите на берза или било што каков друг тип на инвестиција, сите на крај си доаѓаат на тоа, ти сепак направи си малку поголемо портфолио, па Дисперзираш. да, Ова не мислам дека дисперзија е најпаметен пристап. Пак ќе кажам, криптото е мерна единица, односно за колку успева нешто. Тоа е исто сега дали долари да имам, дали евра. Паметно е, нели, ако веќе влегувам во инвестиции да сакам парите да работат за мене, треба да ги распределам. Мислам дека штедењето генерално не е некој најпаметен процес да ги чуваш парите во fiat currencies да ги чувам, пошто губат вредност. По мене треба да се стави S&P 500, нели, S&P 500. Да. Пак злато, сребро, локални валути во све. И пак со 30% од капиталот се работи. Јас сум, пак ја кажам, не сум финансиски инвеститор. Ова е твоја лична мислење, како мислење, ти би постапил во таа ситуација. Мене ако ме прашаш, 100% од парите треба да ги ставиш во твојот бизнис. Добро, и тоа е дискутабилно, ама веројатно е многу важна поддршката на семејството кога почнуваш бизнис. А и важно е каде ќе го отвориш бизнисот, затоа што има пазари кои што знаеме и држави кои што знаеме дека подобро го регулираат тој дел и на оние кои што не се толку добри во тоа. Ти конкретно твојата компанија е регистрирана во Полска и во Америка, ако добро помнам. Да. Е сега зошто живееш во Македонија, кога и клиентите ти се надвор, очигледно концептите во кои што работите надвор се далеку поразвиени од овде, а и компаниите ти се надвор од тука, зошто остана овде? Па не сум останат овде. Добре. Сум, како што викаме од партнер, од 365 дена, 200 не сум дома. Али многу патувања се во прашање, веќе нели сум и татко и со сопругата патуваме заедно. Повеќе го сакаме тој стил, отколку нели да бидеме на едно место. Таков е и бизнисот. Зашто се отворени компанииве? Конкретно Америка е заради тоа што америчките бизниси како структура повеќе подлежат на venture capital. Ние тргнавме по тој пат. Сега во моментов не прибираме заради тоа што работиме со лични пари. Али би сакале ние како содружници разговараме, би сакале да станеме, нели, голема светска компанија која за тие потреби ни е потребен venture capital. Америчките компании и конкретно UK, односно Велика Британија, се многу добро структурирани, што значи колку инвеститорите имаат поддршка, односно имаат некоја безбедност од државата ако ги изгубат парите во тој риски бизнис, ризичен бизнис. Тие се сите мали точки што нели нас, ако веќе тргнавме во тој пат, не беше потребно. Во Полска да работат со американски компании. Точно така, во Полска и берзата исто така многу голема, ние сме размислували за на полска берза да излеземе, нели, eventually за 5-10 години од тука па натака. Да, паметно е да се помене, ако сакаш светски стартап, ако сакаш светски бизнис како предприемач, добро е таква структура на друштва да се направи. И тука имаме компанија, за да може да бидеш атрактивен за инвеститори, да бидеш не само за инвеститори, стануваш атрактивен и за големите компании, за бизниси стануваш атрактивен,
тоа покажува некоја безбедност и према нашите клиенти, нели? И него му е битно со кого работи и како таа работа е регулирана ако се скрши, нели, како бизнес. Имаше една интересна поента, не знам дали ќе се сложиш дека веројатно има важно и кој ќе те суди. Нели колку во одредени држави така. има владење на правото кога е во прашање бизнис и така натаму, за да може ако случајно ти ги земеш неговите пари и си избегаш, да те најде. Точно така. Во Америка мислам дека тоа е најдобро регулирано. Исто и Европа одлично регулирано. Учи Македонија, гледам дека некои работи ги прифаќаат брзо. Мислам дека ќе се усогласиме. Сега за сега не сме и наша работа е за предприемачите и тие што сакаат да бидат предприемачи. Не можеме да чекаме совршено време. Ако во моментот не е така, што треба јас да направам за да биде така, за да привлечам капитал и за да бидам атрактивен за инвестиција. Тоа е нели само мал дел, односно отварање на компании овако. Не секој, тоа јас конкретно заради тоа што имам живеено во Америка, имам можност да отворам. Не сум сигурен тоа, знам дека Тошови беше гостин и он го разбира повеќе, али јас заради тоа што имам социјален број амерички, многу лесно отворив. Да не речам за пола минута отворивме фирма во Америка. Па истото го кажа и тие, иако немаат амерички број, си има како посредници кои што отвараат компании, преку кои се добива таа сигурност и се отвара компанија, баш вели многу лесно, буквално од тука можеш да ја отвориш компанијата. Иако ти е уделе таму, веројатно и ти заради клиенти, ама не треба заради бирократски причини да одиш таму. И сега повторно зборував со еден гостин кој што ќе ни дојде и тој истото го кажа, имаме во Америка компанија, викам добро, зошто толку отварате компании надвор од држава? Па затоа што потоа е лесно. Викам, нели имаме најниски давачки, тоа е точно, меѓутоа сето на трчање по институција, веројатно големо губење на време на фаундерот кога е во фаза на барање на инвестиции и ред други работи. Невозможно е во Македонија да донесеш странска инвестиција. Мислам, освен ако не станува збор за некоја аквизиција, нели, Сивус се продаде, али во случајот на мали пари за мал еквити, пак ќе кажам во книгата Venture Deals многу добро е објаснето кога се купува удел во една компанија. А кај нас мислам дека нема различни типови на акции во едно мало предпријатие, нели, они бараат preferred shares, односно превод сега на тоа. Да, акција која што има предност кога ќе иде на платата. Акции со не сум сигурен, значи јас може и да шпекулирам моментов. Знам дека во мали предпријатија, односно во до или до, не постои таква структура на акции дека нели еден тип на акции имаат надглас на другите. Инвеститорот секогаш бара нели акции со предност. Кога инвестираат, ако се распродава компанијата, они имаат први право да побараат поврат на инвестиција ако веќе има пари. Значи има зашто си бараат негде надвор. Точно така, и за излез, ако се продава компанијата, они се први тие што ќе ги земат парите, поврат на инвестиција пута 3 пати, пута 5 пати, затоа е многу битно каков борд на директори имаш, кој може да кажува, кој не, али пак ќе кажам, амерички компании многу долго време се размислувало на структура на мали компании инвестиции. Тоа е предноста. Предприемачите што го прават веќе тоа, го носат тоа знаење назад. Мислам дека ќе го искористи и Македонија. Па се надевам, ако не сака во некоја иднина сите дигитални бизниси да ни бидат некаде надвор регистрирани, ќе мора да размислуваме во насока на тоа како да се олеснат и подобрат сите тие процедури за да може компаниите од тука да работат и на крајот од денот како да им се даде таа сигурност на бизнисите. Ќе завршам со една лична тема. Односно прво за личните податоци, до кога terms and conditions и cookies ќе бидат соодветен одговор на сите регулативи во светот, кои што terms and conditions и cookies ние воопшто не ги ни читаме, а си ги даваме податоците, затоа што вие сте интермедијари, односно сакате да им понудите таква услуга на потрошувачите и на компаниите. Дали мислите дека некогаш ова ќе се изрегулира малку да нема таква опција? Јас сметам дека terms and conditions и тие начини на како се регулира лични податоци и споделување е рѓа конкретно.
во дигиталната индустрија заради тоа што точно да го мислам terms and conditions не го заштитуваат потрошувачот, него во случај на прекршување дали ќе биде обештетен и како ќе биде обештетен. Личните податоци може доста многу сериозен проблем и понатака во животот и колку и тој terms and conditions да го регулира тоа. Го регулира ли? Мислам, го Го регулира, ама регулира на и чија страна? на крајот на денот секогаш е нели дилот меѓу државата каква казна ќе одреди према платформата што го прекршила тој закон, или нели во случајеве да земеме Facebook беше хакнат, скоро 50% од податоците беа украдени, државата одлучи казна од 5 милиарди и тие 5 милиарди беа распределени како оштета и колку да зеле луѓето. Во Америка е 300 милиони викаат и сега 5 милиарди на 300 милиони поделени, да не влагам во математика, тоа е некој мал надомест према потрошувачот. Така, меѓутоа тие повторно се профитни што може толкава казна да исплатат. Тоа дополнително, они пак остануваат профитни. Кој е тој бизнис модел да капитализирам на туги податоци, пак ќе кажам, terms and conditions и начинот на кој што се регулира тоа е, раѓаво мислам дека баш тука блокчейнот ќе влезе и баш тука смарт контракт ќе ги реши тие работи, нема потреба од тоа. Нема потреба ни да доаѓа до тоа првично, па да треба да го регулираме. Да. Туку само ќе се дава дел од податоците. Мислам, готово решено преку блокчейн со токени, нема потреба од такви работи. Таа технологија како таква е многу интересна и веројатно ќе даде одговори на многу прашања, особено во делот баш на заштитата на податоци, па и за многу други работи каде што не е добро другата страна да знае кои сте вие од оваа страна. А и обратно, нели, кога работите треба да бидат транспарентни, кога треба да, нели, кај блокчейнот нема, да речам, нема играње со тие работи, кога треба да биде нешто транспарентно, нема менување. Значи, кога одиме со обратната варијанта, нели, не е privacy, него да се запишуваат на public ledger, на јавна таа база со без лични податоци, таму нема промена. Знаеме дека чейнот ги дефинира тие прашања, од синџирот, сега да не зборам на вако. Паричката може континуирано да се следи Точно, каде било и без да се добијат тие лични податоци. Но исто знаеме и дека самата таа технологија има и темна страна, нели? И сивиот и црниот бизнис многу го злоупотребува тоа. Да. Ама имаше баш една интересна поента дека колку и да е добра таа технологија за црни сив бизнис и на некој начин го глобализира, му дава можност да излезе надвор од границите на одредена кеш валута, сепак кешот си е кеш во однос на следење и дека многу потешко се следи од се останато што е како опција, како дигитална пара. Сето друго, ако некој сака, може да му го најде трагот, така што има и ваква мислење и таква ќе видиме повторно. Ќе се стварат многу стартапи кои што баш тие проблеми ќе ги решаваат во делот на блокчейн, во делот на безбедност, во финтек, на безбедност, на money laundering, значи тоа е добро. Еве идеи кои слуша на ова. Заради тоа што веќе се дадени, нели, генералните структури на решенија, што е проблем, нели, со овие трансакции, приватност, па нели транспарентност. И тука е работата на тие мали бизниси брзо да најдат солуции за да створат некој екосистем кој ќе им одговара на луѓето полека да ги истиснуваат и тие црни и сиви бизниси, да се створи нешто солидно. Вака како ги едуцираме луѓево, еден ден ќе станеме Естонија со многу юникорни. Се надевам дека тоа ќе се случи. Да, нели зборувавме дека е баш интересен пример. Далеку сме се уште од тоа, меѓутоа верувам дека таа стартап сцена се повеќе и повеќе веќе дава резултати. Постои, ама сега веќе се гледаат тие резултати од работата на сите ентитети кои што поддржувале на еден друг или трет начин предприемачи и стартапи кај нас. Кажи ми колку е важно за еден предприемач да има поддршка од семејството. Зборувам и за поддршка од родителите во поглед на тоа дека можеш да направиш нешто, да не ти викаат само најди си сигурна работа. Меѓутоа и во поглед на ето на ти што го спомна дека твоето семејство патува со тебе за да можеш да ги имаш и двете и да можеш да си на пат и да можеш да си го видиш семејството. Моето мислење е дека во Македонија јас некој стереотип што онака можам да го кажам по гледање и по лично искуство е дека секојаш една фамилија е 50-50, едниот е скептик, другиот поддржува, али тоа што фамилијата размислува и што мислам дека е многу
погрешно, а така треба да биде. Нашите фамилии, односно нашите родители размислуваат за некоја наша безбедност. Ама многу сериозно прашање треба ние да се прашаме, дали таа безбедност значи наша среќа. Секогаш кога детето тргнува негде, тоа е ризик. Ама секој превзема ризик за да донесе некаква среќа. И сега прашањето е дали сакаме безбедни деца или сакаме среќни деца. Дали Или сакаме двете. безбедна фамилија, точно така. И тука е балансот, значи мораме некако да буткаме напред за да створиме некаков друг тип на безбедност отколку да седиме и да чекаме светот да се сврти многу пати. За тоа кажувам да, битна е поддршката. Најбитно е самите себе да се мотивираме да влеземе во таа приказна за себе. Родители на некој начин скоро сум 100% сигурен дека ќе даваат, не во сите ситуации. Можеби сум овдека Еве одлично одличното твое искуство, да, зборам. Дури и покрај тоа што нели татко ми беше дел од тие испуштени луѓе во транзицијата, ја изгуби работата и од работа створи нешто свое. Секогаш беше скептик, многу интересно. Секогаш се плашеше и кога ќе го прашам денеска бе зашто, знаеш, такви совети ми даваш да не влегам во собствен бизнис, па вика се плашев за тебе. Да. За детето секогаш сакаме. Да, он се само пензионираше, односно сам се изгради во тој пат, сам се избори, не направи нешто екстравагантно, ама некако фамилијата направи мали чекори. Секој треба да се одмери. Јас сакав голема приказна, имав голема амбиција, али не мора све да биде многу големо, многу екстравагантно, може и мали бизниси, може и нешто регионално. Фамилијата е битна. Мене на почетокот беа предвоени улогите, мајка ми секогаш беше поддршка, татко ми беше некој баланс полека. Многу сум благодарен на тоа што имаше таков баланс. Ама и тоа е добро да ги имаш и да комуницираш со семејството, веројатно е богатство затоа што ќе ги Точно добиеш така. двете. Ти се смени погледот на твоите родители од кога ти стана родител. Да, немав многу представа за што значи, знаеш, кога не си родител, не сваќаш како размислувале они, што правеле они. Сваќам дека биле една многу голема позадина и структура, конструкција на тоа што јас денеска до тука сум стигнал како успех. За мене све е успех, секој ден понапред успех, благодарение на нивната енергија, нели како размислувале, синергијата меѓу нив према мене, да, моето мислење се смени многу. Постојано разговарам со моите родители и јас им викам дека мојата цел е да бидам подобар родител од тоа што вие сте биле према мене. Не дека вие бевте лоши, него или сакам и мојот син да биде подобар родител од мене. Понатака да се подобруваме, нека оптимизација. Да, играат многу улога, сум многу благодарен. Кога станав родител, станав многу свесен за што всушност значила нивната поддршка као фамилија према мене. Ти благодарам, ова беше да речеме некој начин да го завршиме ова и се надевам дека уште многу деца, многу едни генерации, млади и родители ќе измотивираме да направат нешто затоа што апсолутно е возможно и од кај нас да се направат големи успеси, да се стигне до големи имиња, нормално со квалитет и веројатно со огромна упорност. Јас би можел само да додадам на тоа, не дека секогаш е возможно, мислам дека е многу невозможно. Зашто би требало конкретно е за Македонија да тренуваме по тој пат е заради тоа што многу вреди. Вреди повеќе од било што. И ќе затворам со тоа, мојот инвеститор, нели Startup Wise Guys, виши како фамилија ги гледаме, праша дали ако се вратиш назад би го почнал исто со сите овие проблеми што ги имаше, мислам, безброј проблеми, безброј прекршувања, пропаѓања, истото. Би го поминал сепак пак. Без да размислам два пати. Преголема вредност. Добро, мислам дека има и други луѓе кои што не слушаат со таков предприемнички дух, оние кои што не се, нека поддржат на еден или друг начин предприемачи, луѓе кои што имаат драйв, мисија и визија и се надевам дека еден ден ќе дојдеш тука да зборуваме за онаа цел која што си ја замислил, односно бизнис кој што можеби ќе биде наш юникорн. Ти благодарам. Благодарам многу.